Јас верувам дека секако тоа е можно да се најде. Оптимист сум ако при тоа водиме сметка за достоинството и за идентитетот. И апсолутно мене ми е важно како тоа го прима грчката јавност, дали ќе биде прифатливо на институциите, верувам и на грчките политичари и на премиерот Алексис Ципрас, треба да му е важно како тоа ќе биде прифатено овде од граѓаните на Македонија, но и како тоа ќе помине низ институциите на системот. Ние сме сепак само поединци кои што преговарат, на крајот институциите на Република Македонија и на Република Грција се тие кои што одлучуваат. Верувам дека може да се направи исчекор, можеби не до крај да се реши, но исчекор да се направи како би се приближувале, заради тоа што и деновите и месеците се трошат, одминуваат, а ние сакаме до летото да биде решен овој проблем. Гледам дека и грчката страна сака да биде решен. Апсолутно тоа што се направи во собранието, согласно правото на претседателот на собранието да констатира неделовничка и неуставна можност за да се разгледуваат амандманите, веројатно беше единственото решение. После одлуката да се блокираат со 36.000 амандмани, сето она што значи функционалност на парламентот и на собранието. Она што е важно и треба да го сватат сите. Ние сме мултиетничка земја. Многу е лесно да го посеете семето на национализмот во мултиетничка земја. Прашањето е како да изградите општество во кое што секој ќе се чувствува рамноправен. Апелирам, нека се пушти закон, нека живее, нека го види светлото на денот. И ќе видат сите дека не е болка за умирање. Јазик, употреба, јазикот е да се разбереме. Ништо нема да се промени во Македонија. Од тој аспект, навистина се безобразни лагите. Да се зборува дека, не знам, во Источна Македонија ќе морало да се учи албански јазик. Имало казни ако не се знаело. Администрацијата ќе морала да учи албански јазик или слично. Аманте луѓе, ова се лаги со опашки. Пуштете го законот. Нека живее и да видат сите дека апсолутно само може да го јакне ова едно општество за сите, каде што ќе имаме рамноправни граѓани, кои што сите заедно ќе бидат зафатени за она што е важно за сите. А тоа е здравство, образование, економија, инфраструктура, борба против корупцијата, она што живот значи за сите граѓани.